Секогаш имаме најубави емисии кога младите ни се во фокус. Ке посакам добро утро за нашата млада гостинка Антонија Скендеровски, ученичка во 5-то оделение во Општинското основно училиште Кирил Печиновиќ, Кисела Вода, Скопје. Ни доаѓа со едни убави вести. Неодамно учествуваше на познатиот меѓународен натпревар по англиски јазик ХИПО, кој од 2012 година обединува деца од целиот свет. Кога зборуваме за ХИПО, тоа е една олимпијада каде што навистина доаѓаат многу деца, се надпреваруваат, но најдобрите ги освојуваат првите места. А секако кога ќе се појави наш надпреварувач, ако нема прво место, нема ништо. Прво место ни освои нашата Антонија и ни доаѓа со убави вести токму од ХИПО. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро и добро ве најдовме. Ајде малку Антонија, прво не знам зошто трема, не сме толку страшни. Мислам дека сме добри домаќини, така? Да. Немаме веќе трема. Нема. Каде ти е полесно, на надпревар, каде што освојуваш прво место или вака на интервју на телевизија? Па, побаво ми е на надпревар и полесно. Затоа што си своја на своето. Така? Па, да. Англиски јазик. Ајде прво да почнам, од кога твојот интерес за англиски јазик? Па мојот интерес од англиски јазик дојде уште од најмалите години, кога гледав едукативни емисии на англиски јазик. И така, од прилика. Почна да го зборуваш, Да. потоа дојде училиштето, почна да го усовршуваш со учење таму. Па да, јас кога бев мала сепак разбирав македонски јазик, но не можев да го говорам, но кога почнав да идам во градинка, тогаш можев и да говорам на македонски јазик, да читам, да пишувам. Супер, одлично. Македонски, англиски, други јазици, имаш интерес за други јазици? Па имам интерес за германски јазик. И како ти е? Потежок е од англискиот? Малку ми е комплициран, но сепак се разбирам дел. Така. Ајде малку околу ХИПО. Какво е чувството да се освои прво место на една ваква меѓународна олимпијада? Само да кажам дека се одржа во Италија, така? Да. Какво е чувството да се освои Чувството е преубаво, возбудливо. Баш е чудно. Како дојде до ХИПО? Како дојде до овој надпревар? До Прво ХИПО учество ти беше дојде- таму? Ова ми е второ учество на првата победа. Добро. Така се запознав со ХИПО во училиште со мојата наставничка која ми каже дека можам да се пријавам на тој надпревар. И кога ти кажа, не размислуваше многу, се пријави. Така? Сепак размислав Добро. и сакав да се пријавам. И колку време размислуваше? Со мама колку време размислувавте дали да се пријавиш? Па размислувавме околу 1 час, можеби помалку, можеби повеќе. Следниот ден ни кажав на наставничката дека сакам да се пријавам. Така. А за оние кои што првпат слушаат за ХИПО, како би го опишала надпреварот? И па би го опишала како надпревар што се одржува во повеќе фази. Прелиминарна, државна, европска и на крајот светска. Значи 4 фази има надпреварот, така? Да, само што регионалната фаза е во различни предели, зависи од тоа каде живееш. Така. Која ти беше најтешка? Се надпреварувате во сите 4 фази, така? Која ти беше најпредизвикувачка? Па најпредизвикувачка за мене на почетокот беше прелиминарната, но на крајот светското, бидејќи таму е на најкомплицирано ниво. Така. Сега, твојата категорија беше Little ХИПО, така? Да. Што беше најпредизвикувачко во оваа група? И што значи оваа група? Оваа група всушност само значи дека е за помали деца. Најголемата група е ХИПО 5, но има и специјални групи што се за понапредни луѓе на таа возраст. Бидејќи таа се одржува на возрасти, но ако знаеш повеќе за таа возраст, ќе застават во некоја од специјалните групи. Little ХИПО е втората група, бидејќи првата е Baby ХИПО. Значи тоа за помали. Да. Добро. Сега 73 земји учесници, така најдов податок. Да. Од каде се запозна другарчиња? Не мора сега да ги набројуваме сите земји, но од каде најмногу другарчиња запозна година, од кои земји? Најмногу другарчиња имаше од секаде, од Европа, Азија, Африка, Јужна Америка. Колку дена беше во Италија и што се случуваше надвор од надпреварот? Сигурно имавте некои други активности? Па да, таму бев 5 дена и имаше многу активности, освен самите надпревари, имаше интервју, активности, спортови. Од се по нешто. Да. Што научи од ова искуство? И не само за себе, туку ете и за англискиот јазик.
И па општо научив дека за некој може да биде потешко, за други полесно, дека нема од што да се плашиш и само ако го видиш нема да ти биде страв. Така. Кои се плановите за понатака со оглед на тоа дека откако ќе освоиме прво место, сигурно нели и заслужуваме да се чувствуваме убаво, бидејќи си вложила доста во тоа, си учела, си се подготвувала. Сега откако виде докаде сме со знаењето на англискиот јазик, што сакаш понатака, да учиш нов јазик, да се пријаваш на други надпревари по англиски јазик? Па оваа година ќе се пријавам и за надржавен надпревар ELTAM, но планирам повторно да се пријавам на ХИПА. Така. Благодарам многу за гостувањето во Македонија на утро. Ќе ги следиме твоите активности, да ни носиш уште први места и да бидеш инспирација за младите луѓе во Македонија со тоа што го правиш. Затоа и да поканивме да ни бидеш гостинка, за да ја пренесеме твојата инспиративна приказна. Ти честитаа со учениците, прославивте во училиште кога се врати? Да, многу беше убаво, бидејќи ми одржаа пречек на скалите. Држа секакви хамери, знамиња, листови. Супер. Имаше секакви инспиративни пораки. Супер. Тоа сигурно ти значи многу. Да. Таква поддршка. И која ќе биде твојата порака до младите? И па, мојата порака до младите е секој ден да имате одредена цел што ќе ја постигнете до крајот на денот. Благодарам многу за гостувањето и за овој убав завршеток. Ти посакувам среќа и те очекуваме повторно во студијето. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш.